Паките размислувања на дените, односно со мој коментар на дадената тема, режеве мој коментар на дадената тема, јас ќе коментирам на слободна тема. Слободната тема е слободна тема, токму така. Сакам, еве сега се праќувам. Сега се праќувам, ги гледам пратениците, одат по кампања од таму. Зошто, ајде сега да се запрашиме. Зошто ги бираме ние пратениците? Зошто ги бираме пратениците? Да се четат таму, да разговарат со граѓани. Токму така, но еве конкретно Струмица. Конкретно пратеници со Струмица. Зошто ги бираме? Што направиле пратениците од мојата Струмица? Што направиле за 1,5 година? Што направили за 1,5 година? Ајде кажете ми, ајде некој нека ми каже некој проект што го донесел празникот Струмица за оваа 1,5 година. Ајде да ми кажете некој проект, некој поважен проект што го направи празник во Струмица за оваа 1,5 година. Што прават нашите пратеници? Што прави Дервокшанов? Што прави Цветанов? Што прави Тренчевска? Што прави Панова? Што прави Петар Марков и така натаму. Што прави Ѓоко Кантев? Што прави Јулија Тучевска? Што прави како се викаше пратеникот од Девједиев? Што прави пратеникот од Неготино? Што прави пратеникот од Кавадарци? Што прави пратеникот од Прилеп? Ништо не прават почитувани пријатели и пријателки. Ништо не прават почитувани пријатели и пријателки. Токму така. За џабе ги избираме. Ние сме трчеле за нив, а тие не се работели ништо за нас. Не се сработили. Така да тоа мора да се искорени. Пратеникот треба да биде активен 24 часа. Пратеникот треба да биде достапен 24 часа за граѓаните од градот кој го избере. Токму така. А нашите пратеници, нашите 14 пратеници од Струмискиот регион, ништо не се работили, ништо за Струмица, ништо за Прилеп, ништо за Ѓевѓелје, ништо за Валантово, ништо за Неготино, ништо за Кавадарци, ништо за Радовиш, а камоли за нашите села. Што ги има во оваа изборна единица многу села. Токму така. Што се направили за земјоделците? Еве пред некој месец го гледаме. Зиторот на Сарачма, Финике нешто се залага. Аферин пети. Ете тоа е тоа. Гледаме нешто се гледаме поднесуваат решенија. И сега апел до власта. Дајте да ги разгледаме овие решенија. Дајте да ги разгледаме овие предлози. Може би се добри за граѓаните, може би ќе придонесат нешто за развојот на градот. Но оваа власт, но власта никако да ги прифати. Но власта се одбива. Еве сега во кога беше дискусијата за буџетот за Република Македонија, пратеникот Струмица предложи дополнителни средства за земјоделците. Министер за финансии ги одби. Тоа е министер за финансии ги одби. Ајде сега да го запрашаме министер за финансии. Дали е бил во Струмица? Дали се соочил со млаките проблеми на земјоделците? Дали се соочил со проблемот на земјоделците кој го имаат? Не се соочил. Беше овде на процес да се слика, и ништо не направи. Токму така рече, токму така, тоа е тоа. Тоа јас сакам да кажам.
Тоа е тоа. Ги избираме министри, ги избираме пратениците, но не се залагаат за нас. Одиме со Форкман, па одиме со вашите коментари, вашите размислувања на дадените теми. Рече?